мрежи се платформа каде што се изложуваме себе си како на тапет, тогаш Инстаграмот е најпрепознатлив по овој тренд. Инфлуенсерите и блогерите заслужено си го добија своето место во промоцијата и денес на оваа тема ќе разговараме со Ксенија Деспотовска, која што важи за една од најпознатите блогерки во земјава. Ксенија, добре дојде. Добре ве најдов, благодарам што ме гостите во вашата емисија. Ксенија, како е точниот назив? Блогерка или инфлуенсерка? И што тоа значи во Македонија? Јас искрено повеќе го преферирам зборот блогерка, затоа што некако поубаво ми звучи. И иако да речам можеби не е правилно, затоа што сепак блогерите се оние кои имаат свој собствен блог и каде што пишуваат, но денес некако ретко кој пишува и чита блогови се е некако префрлено на Инстаграм, па поради тоа можам некако да се наречам блогерка, додека пак инфлуенсер е еден интернационален збор кој што ги опфаќа сите оние луѓе кои што имаат некако влијание на социјалните мрежи, на одредена група на луѓе и под тој збор спаѓаме сите што имаме некакво влијание. Како започна твојата приказна и од каде доби мотивацијата за да започнеш со оваа специфична професија? Така, да бидам искрена, се почна некако спонтано. Јас кога почнав во Македонија не беше воопшто развиена и ретко кој имаше некој што се занимава со тоа. Па така, сето јас само си го правев тоа што го сакам, се фотографирав, се облекував и се некако почна. Можам да кажам дека како еден почеток, јас како што си го сметам за свој почеток, беа кампањите на Био и Ситро, парфемите, каде што требаше да правиме модни комбинации да се фотографираме и јас ја освоив првата награда и тоа ми даде некаков поттикал, нека зелено светло за да почнам. И многу кратко време откако ја освоив наградата, ја добив и првата соработка со нив, така да тоа некако го сметам како свој почеток. Убавината на овој маркетинг е тоа што можеш да бидеш многу креативен. Остава простор за креативност и не мора да ги следиш оние застарени традиционални форми. Дали луѓето во Македонија почна да го препознаваат тоа? Па да, мислам дека се повеќе се шири оваа професија. Некако мислам дека и брендовите и фирмите се повеќе преферираат инфлуенсер маркетинг во однос на другите маркетинзи. Така да мислам дека е доста распространет и се повеќе го препознаваат, исто така доста и луѓе сакаат да се занимаваат со ова нешто. За разлика од тогаш кога почнував и сега има мислам дека голем напредок и одиме во една убава насока. Супер. Меѓутоа, најчесто девојките и жените се занимаваат со оваа професија. Зошто момчињата и мажите не се занимаваат? Дали можеби тие немаат толку креативност или едноставно не се привлечени од оваа професија? Точно е дека повеќе девојките се занимаваат со оваа професија, но има и доста мажи што се занимаваат со неа во нашата држава, да кажам. Но многу во помал број ги има и јас не мислам дека не се креативни, има доста што се многу креативни, но мислам дека не се доволно храбри да се соочат со последиците што ги носи оваа професија, односно со некои негативни коментари и поради фактот дека се изложени, односно се на тапет за секој што сака да каже за нив, мислам дека немаат толкава храброст и поради тоа не сакаат да работат оваа работа. Мислам дека би можеле да бидат охрабрени за да започнат оваа професија и секогаш негативните коментари можат да те направат подобра личност. Точно така, да, но мислам дека во поглед на тоа ние девојките сме похрабри и подобро можеме да се соочиме со такви коментари колку машките. Барем моје мислење, така. Така и јас го делам твоето мислење. Од неодамна се врати во прилепот Скопје каде што престојуваше. Од денешна гледна перспектива, кога би морала да одбираш, дали би го одбрала Прилеп или Скопје и зошто? Па искрено никогаш не мислев дека ќе го кажам ова, но така видна. Јас се замислував дека ќе живеам во Скопје, многу сакам градот, не дека сега не го сакам, но едноставно некако не се пронајдов таму. Сплетна околности беа да се вратам во Прилеп и тука се најдов себе си буквално, некако тука се сум своја на своја, имам повеќе некако е помал простор, имаш време за се, имаш да речем повеќе пријатели, некако се полесно е да го правиш, така да некако сега повеќе си го сакам Прилеп и не би заминала Скопје во скоро време.
Се надаваме дека уште долго ќе те гледаме во прилеп и ќе уживаме. Јас се надевам. Од каде ја полниш твојата енергија и кој е твоето хоби? Секогаш си ведра позитивна. На што се должи тоа? Па гледам секогаш да се окружувам со позитивни луѓе и да гледам позитивни луѓе што ме полнат со таква енергија. А хоби ми е пеењето. Обожавам да пеам и кога и да нешто така не ми е како што треба или сум весела, зависи. Сакам да си запеам и однедавна си купив караоке и дома мислам дека уште малку може да ми избрка. Се надеваме дека не и дека ќе уживаме по твоите песни, интерпретации. На стори може да. Сигурно Некогаш си објавувам такви видеа за своја душа. како реагираат твоите следачи на пеењето? Па, зависи, јас не сум пејачка и не сум некоја си многу што знае да пее, така малку да кажам. Некој сака, некој ми вика да престанам да објавувам, јас си ги објавувам за тие што сакаат, а тие што не сакаат не може да слушаат. Така, музиката е лек и на никого нема да му штети ако Така слушне. е, да. Прашањето кое што мора да го поставиме. Кој е парчето облека кое што секоја девојка треба да го има? Па, парче облека што секоја девојка би морала да го има, мислам, според мене е сако, моментално бrzам. Ако би одвојувал едно парче, тоа би било тоа, затоа што некако може да се склопи со секаква комбинација и по-спортска и по-елегантна и мислам дека би било убаво да го има секоја девојка во својот плагар. Така. Дали преку облеката може да се изразат емоцијаме, да речем? Па да, дефинитивно. Јас според мене и според тоа како сум расположена, знам често да се облечам на таков начин, така да мислам дека влијае, да. Супер. За крај, откри ли некои совети? Што е потребно за една добра модна фотографија? Па пред се за една добра модна фотографија потребно убава модна комбинација, се разбира. Потоа да се одбере добра локација, затоа што тоа е многу важно, позадината, светло, многу битно нешто. И секако добар фотограф, односно добар агол на сликање за да испадне убава сликата. Ксенија, ти благодарам што беше денес со нас. Благодарам и јас на вас. За крај предлагам да го погледнеме видеото за прилеп приготвено од нашата Ксенија, а вие, драги гледачи, следете не во следната емисија на Инфорегион. Within you dies, don't you?